Добар ден, драги првачи. Добро дојдовте во училница на часот по математика. Јас сум наставничката Нели. Денес ќе се дружиме и ќе научиме за како да ги пишуваме и цртаме цифрите од 0 до 9 на хартија и компјутер и да ги препознаваме цифрите од 0 до 9. На самиот слајд забележувате две ваши другарчиња. Тоа се Ана и Коце. Тие се наоѓаат на улица Верверичка и треба да ја посетат нивната другарка Сара. Коце е многу замислен, бидејќи не може да ја пронајде куќата на Сара, иако таа му се јавила и му кажала дека незината куќа има број 4. Но неговата другарка Ана му помогнала и ја покажала куќата на Сара, тоест ја пронашла и му ја покажала. Таа има виолетова и розева боја и табличка со бројот 4. Што мислите, од каде знаела дека ова е куќата на Сара? Ана? Таа знаела по бројот 4. Значи, Ана ги знае броевите од 0 до 9, можеби и повеќе. Затоа сега незиното другарче Коце е пред предизвик. Тој заедно со нас ќе ги учи да ги пишува и препознава броевите. Тука забележувате многу фотографии. На сите фотографии забележувате знаци и символи. Значи, на првата, на табличката, на втората, на автобусот, па на табличката од куќата и така натаму. Со знаците 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 пишуваме броеви. Тоа се цифри. Ги забележувате цифрите на овие фотографии. Броевите кои се пишуваат со една цифра се нарекуваат едноцифрени броеви. А тие се 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Па да почнеме со пишување на броевите. Како и на кој начин ќе ги пишуваме? Ќе го пишуваме бројот 0, кој што се запишува со цифрата 0. Значи, започнуваме со од црвената точка се движиме надолу полукружно, налево се качуваме полукружно надесно и завршуваме кон точката. Така го пишуваме бројот 0 или цифрата 0. Количеството за цифрата 0 е празен аквариум, значи нема риби, запишан е со букви и прикажан е со нашата рака, со нашите прсти кои што се свиткани и е во вид на тупаница. На оваа картичка можете со вашето движење на прстите да го вежбате покажувањето, да го покажувате пишувањето на бројот 0 со стопирање на видеото. Продолжуваме понатаму. Ќе го пишуваме бројот 1 или цифрата 1. Значи, почнуваме од црвената точка, се движиме нагоре накосо, се спуштаме надолу исправено. Се движиме нагоре накосо, се спуштаме надолу исправено. Бројот 1 запишан со букви, количината на бројот 1 е 1 велосипед, тука го гледате во кругчето, бројот 1 прикажан со нашите прсти, со нашиот показалец. Значи, со оваа картичка може да вежбате со покажување на самиот екран од вашиот компјутер или на таблет со стопирање на видеото. Продолжуваме понатаму. Бројот 2 се запишува со цифрата 2. Значи, од црвената точка почнуваме да се движиме полукружно, се спуштаме на косо надолу и цртаме уште една права легната линија. Значи, полукружно, накосо, продолжуваме надесно со легната исправена линија. Бројот 2, нацртани се во кругчето 2 часовници, представен е со букви и представен е со нашите прсти. Тоа може да го покажете. И може да вежбате со движење на вашиот показалец по самата испрекината линија. Продолжуваме со бројот 3. Тој се запишува со цифрата 3, значи бројот 3 се пишува со две
два полукруга на десно и уште еден полукруг на десно. Значи, бројот 3 напишан со букви и бројот 3 представен со количество, тоест 3 јаболка и представен со нашите прсти од нашата рака. На оваа картичка може да го вежбате пишувањето или движењето на бројот или цифрата 3. Значи, еден полукруг на десно и уште еден полукруг на десно. Продолжуваме со бројот 4 или со цифрата 4. Значи, одиме накосо надолу, надесно легнато и уште една исправена линија надолу. Значи, накосо, надолу, надесно исправено и уште една исправена надолу линија. Бројот 4 запишан со букви, во крупчето имаме 4 моливчиња цртани и прикажан со нашите прсти. На оваа картичка може да го вежбате пишувањето или покажувањето со прст, ќе се движите по самата испрекината црвена линија. Продолжуваме со бројот 5 или цифрата 5. Одиме надолу исправено, еден надесно полукруг и една легната исправена линија. Значи, надолу исправено, еден полукруг надесно и една легната права линија. Бројот 5 запише со букви, бројот 5 представен со портокали, значи со 5 портокали и представен со нашите прсти од нашата рака. На оваа картичка ќе го вежбате движењето или пишувањето на бројот 5. Продолжуваме со бројот 6 или со цифрата 6. Значи, одиме полукружно на лево, па потоа цртаме еден цел круг. Завршуваме до тука. Значи, се спуштаме полукруг налево и одиме нагоре уште еден полукруг за да формираме едно крупче. Ова е бројот 6 со букви и во самиот круг нацртани се 6 играчки автомобили. Прикажам бројот 6 со нашите прсти од двете раце. На оваа картичка со прекинатата линија ќе го покажувате движењето на линијата која што ќе го испишува бројот 6. Продолжуваме со пишување на бројот 7 или цифрата 7. Значи, одиме, се движиме легната линија на десно, продолжуваме надолу на косо и легната линија на средина. Значи, легната линија на десно, надолу на косо и легната линија на средина. Бројот 7 запишан со букви, тука имаме во самиот круг нацртано 7 мачиња, прикажан со нашите прсти од двете раце и патеката на движење со нашиот прст за пишување на бројот 7. Продолжуваме со бројот 8, значи се движиме полукруг налево, продолжуваме со полукруг надесно, заокружуваме со полукруг налево и продолжуваме со полукруг надесно. Значи, го пишуваме бројот 8. 8 запишане со букви, во самиот круг гледате 8 јагоди нацртани и 8 прикажан со нашите прсти. Значи, се движиме по патеката, испрекинатата патека со нашиот прст и полека, потоа со моливче го пишуваме бројот 8. Продолжуваме со бројот 9 или цифрата 9. Се движиме од црвената точка полукружно налево, заокружуваме на десно, значи еден круг
и се спуштаме надолу полукружно. Ова е бројот 9 запишан со букви, имаме во самиот круг 9 разнообојни балони и бројот 9 представен со нашите прсти од двете раце. На оваа картичка го вежбаме бројот 9, значи се движиме по испрекинатата црвена патека. Продолжуваме понатаму со една активност да видиме тука ни се нацртани повеќе поголеми квадрати, да видиме кој број треба да биде запишан во првиот квадрат. Како ќе дознаеме кој број треба да биде запишан во првиот квадрат со квадратот со сини крупчиња. Значи, во ова квадратче да видиме кој број ќе биде запишан. Сигурна сум дека веќе погодувате, тоа ќе биде бројот 8 или цифрата 8. Да видиме кај квадратот со срциња. Кој број тука ќе го запишеме? Бројот 3. Браво! Потоа кај квадратот со триаголниците, да видиме кој број? Бројот 6. Кај квадратот со сонцето, значи бројот 1. Кај квадратот со празниот квадрат 0. Кај квадратот со насмеаните лица, бројот 7. Кај квадратот со срциња, бројот 9. Кај квадратот со сонциња, бројот 5. Кај квадратот со срциња, повторно бројот 2. И кај квадратот со насмеани лица, повторно бројот 4. Значи, ги пишуваме цифрите или броевите од 0 до 9. Овдека веќе имаме една активност, значи цртање на цифрите од 0 до 9 со фломастер. Ова беше активност која што е изведена и се црта во група со повеќе ученици и самиот хамер или голем лист е поделен на 10 мали или квадрати и секој си креира една цифра, но секој си има своја цифра. Значи, тука некој ќе ја црта цифрата 0, некој ќе ја црта цифрата 1, секој како што замислил да ја нацрта својата цифра во својот даден простор од самиот хамер. Ова може да го цртате вие дома, сами на еден лист, може една цифра да изберете, можете сите да ги цртате па да направите еден постер, тоа на вас остава. Можете да цртате и со различни бои, не мора да бидат фломастери, може да бидат дрвени боички, темперни боички и така натаму. Имаме уште една активност, значи ќе цртаме цифри во програма на компјутер. Тука ви е даден линкот кој што може да го пронајдете на вашиот компјутер, кој што треба да има интернет врска за да може да ги цртате броевите или цифрите од 0 до 9. Да ја го пуштиме видеото. Гледате дека од едната страна се наоѓа боите, палетата со бои, ова е гумата ако нешто сгрешиме па да избришиме, а од другата страна се наоѓаат алати за цртање. Сега ќе почнеме, ќе избереме еден алат за цртање. Ќе избереме мрсна боичка и ќе избереме со каква боја сакаме да цртаме. Избравме да цртаме со црвена боја. Ќе го цртаме бројот 1 со мрсната боичка. Повторно избираме жолта мрсна боичка, кога цртаме бројот 2. Добро, избираме фломастер, избираме боја зелена, ќе го цртаме бројот 3. Добро. Продолжуваме со сина боја виолетова бројот или цифрата 4. Да. Продолжуваме со молив, ја цртаме цифрата 5. Понатаму продолжуваме со дрвена боичка и избираме црвена боја, ја цртаме цифрата 6 или бројот 6. Понатаму со зелена сина боја
Со спреј го цртаме бројот или цифрата 7. Добро, цифрата 7. Со темперна боја, да видиме, само кога ќе избереме виолетова или розева, виолетова, ќе ја цртаме цифрата 8. Значи цифрата 8 ја цртавме веќе со двата полукруга. Продолжуваме да цртаме со мрсна боичка, не со фломастер, и ја со зеленкаста боја цртаме цифрата 9 со фломастер, значи круг и полукруг заедно ќе ги исполниме и ќе ја нацртаме цифрата 9 и ни остана уште една цифра, а тоа е 0 со моливче, ќе ја нацртаме цифрата 0 или бројот 0. Сега може ова лист да нацртаме и нешто друго, за да биде да го украсиме. Еве избираме со четка веќе да цртаме, значи ќе цртаме, да видиме што ќе нацртаме со жолта боја, значи со боја избираме. Значи ќе нацртаме еден цвет. За да ни биде овој цртеж, компјутерски цртеж со цифри, да биде по-убав и побаво да изгледа. Значи веќе овој цртеж не изгледа како некој постер кој што на него се наоѓаат сите цифри кои што ги цртаме со помош на нашиот маус. Во ред продолжуваме понатаму. Сега имам уште една активност. Оваа активност ќе ви го пуштам видеото. Е како да ги изготвиме цифрите со пластелин. Па да почнеме да го следиме видеото. Значи, правиме една врвца подебела и го формираме или го правиме, ја правиме цифрата 0. Многу лесно и едноставно. Крупче. Со зелена боја на пластелин, во вид на врвца, го правиме бројот 1. Со портокалова боја, значи од пластелин, во вид на врвца го правиме бројот или цифрата 2. Едноставно и многу убаво. Со сина боја, во вид на врвца, ќе направиме цифрата 3. Многу едноставно и убаво. Со жолта боја, значи од пластелин, правиме врвца и ќе го направиме бројот 4 или цифрата 4. Едноставно и брзо. Ова може и дома да се прави и научили сте исто така. Со виолетова боја ќе го изготвиме во вид на врвца, значи од пластелин го изготвуваме бројот 5 или цифрата 5. Едноставно и многу убаво. Продолжуваме да ја изготвиме со зелена боја од пластелин, значи во вид на врвца бројот 6 значи тоа е веќе бројот 6 или цифрата 6. Продолжуваме со бројот 7 или цифрата 7. Значи изготвуваме на врвца со сина боја од пластелин и го правиме бројот 7. Со бела боја од пластелин, со вид на врвца, да ја зголемиме, треба повеќе, ќе го изготвиме, ќе го направиме бројот 8 или цифрата 8 од 2 крупчиња. Еве го, веќе бројот 8. Продолжуваме понатаму, ќе го изготвиме со розева боја од пластелин, значи во вид на врвца, бројот или цифрата 9. Еве
веќе изготвена цифрата 9. Одлично, супер, изготвено. Продолжуваме, еве ги сите цифри. Со прстето ги поминуваме од озгора за да видиме како ќе ги потоа пишуваме, ќе вежбаме. Значи, пишување со прст на цифрите од 0 до 9. Значи 7, 8, 9. Ви благодарам, драги ученици, на вниманието. Се гледаме повторно.